Власта се фали, опозицијата критикува. Фокусирани на позитивните заклучоци од извештајот на Европската комисија, надлежните не го кријат задоволството дека Македонија добро напредувала кон европскиот пат. Иако и минатите години добивавме позитивни извештаи, но не се менуваше ништо. Владата на Ковачевски верува дека Европа препознала напредок и ни предстоеле нови можности. Улогата на собранието е клучна во пристапниот процес, им порача на пратениците евроамбасадорот Дейвид Гир, зборувајќи за извештајот во кој парламентот е ставен на тапет за својата нефункционалност. Треба да се направат напори од сите политички партии се со цел да се засили улогата на парламентот, особено што се однесува на реформите кои што се побарнаа од страна на Европската унија, имајќи предвид сегашната ситуација, треба да се направи прогрес и исто така се нагласува потребата за планирање и исто така за да се ограничи употребата на процедурата, брзата процедура на носење закони. Шефот на владата очекува дека во следниот извештај ќе има повеќе детали и податоци од скринингот, а дури откако ќе заврши тој процес, државата ќе има јасен патоказ за адаптирање на законодавството. Извештајот за идната година ќе биде сигурно уште подетален, затоа зашто нема да се состои само од извештај на Европската комисија на кој што сме навикнати до сега, туку ќе се работи и за извештај од објаснувачкиот и од билатералниот скрининг. Објаснувачкиот скрининг што значи? Всушност тоа е делот во кој што Европската унија на нашите преговарачки тимови, заедно начело со главниот преговарач, им ги објаснува најновите законски регулативи кои што се донесени во Европската унија, а кои што се уште на нас не ни биле презентирани. Опозицијската ВМРО ДПМН пак критикува дека извештајот ја покажал системската негрижа на владата за реформите. Постои недостаток на одлучни чекори за да се изгради моментум и да се продолжи процесот на преговори со Европската унија. Владата прибегнува кон адхок иницијативи кои ги заменуваат системските реформските пристапи. Ако ги погледнеме 6 клучни кластери, ќе забележиме дека Македонија нема подобра оценка од претходните години во ниту еден од нив. Во секој од кластерите, државата се смета како умерено подготвена, што е иста оценка со годините претходно. Според извештајот, собранието се покажа како најслабата алка во системот, а критиките главно се однесуваат на политичката поларизација, злоупотребата на механизмот Европско знаменце и кочење на важни закони.